Познавам луѓе кои имаат еден куп пари, куки, станови, автомобили, имаат се што ќе посакаат и сепак заминуваат. Добро, што кажуваш? Зошто? Заради нефункционалноста на системот. Заради законите кои не важат подеднакво за сите. Заради подобра игрина на своите деца. Сигурноста на своите деца. Заради... Не знам како да стана некакво помодарство. Помодарство. Ова е само дел од реалноста со која се соочува Северна Македонија. Во потрага по подобар живот, голем број македонски граѓани секоја година ја напуштаат татковината заминувајќи надвор од државата. Представата Земја на штркови во изведба на театар импровокација, која неодамна имаше својата премиера во Охрид, отворено говори за причините и последиците од енормниот број иселувања. Актерите велат дека на уметнички начин сакаат да го кренат гласот за овој горчлив проблем. Ова е единствениот начин каде што јас можам нешто да допринесам во однос на оваа проблематика. И сметав дека е редно да се направи нешто за да се подигне гласот и едноставно да се освестиме, да поставиме некои прашања до публиката, односно и до оние што ја водат оваа држава, независно сега кој на која политичка елита припаѓа. Едноставно да кажеме дека доста е, дека треба веќе нешто, приоритетот на тие политичари е да се направи нешто за народот, а потоа сопствениот интерес. Пред да ја постават представата, истражувале за бројот на затворени училишта низ државата и колку граѓани неофицијално ги напуштиле своите домови. Тоа е еден вид на крик, колку наликовите, толку и наш личен крик како актери, како граѓани на оваа држава. Најлесно е во момент да помислиш да ќе се спакувам и ќе заминам. Меѓутоа тоа заминување после многу боли, мислам, празна ти е душата, го немаш ти празници со кои да славиш, го не ти се најблиските, тука семејството, кругот на пријатели е тешко. Јас пред да започнеме со проби, моите најдраги личности заминаа во Шведска да живеат и така се чувствува таа празнина и баш јас многу размислував дали да останам овде или да го искористам тоа нивно заминување, јас да заминам и некаде сум на средина. Действието на представата се случува во Охрид, која е меѓу водечките градови во бројни иселувања. Добар дел од оние која погледнаа представата, најблиските им се веќе во странство. Во Охрид најмногу го чувствуваме некако. Со оглед на тоа колку деца се запишани во прво деление година, факт е дека птиците ни летат. Белата шума одамна е многу присутна кај нас. За жал младите заминуваат од градов и од држава. Сега поминаваме по чаршијава, жив човек нема. Еден податок, пред 7-8 години Охрид беше со најголема иселеност, 42% иселеност имаше. А сега уште полошо е. Многу фирми се затворија тука, за интелектуалци веќе немат иднина тука. Охриѓани велат дека политичарите треба да го слушнат гласот на народот. Сите, и тие што се на власт, и тие што се во опозиција. Едни што направиле досега и други што треба да направат. За да се спречи ова миграција. Да им се даде на младите работа, затоа што младите учеле, се мачеле. Според проекциите на Државниот завод за статистика, до 2070 година во земјава ќе има само 1,2 милиони жители, додека според последниот попис во 2021 во Северна Македонија имало околу 200.000 жители помалку отколку пред 20 години. Според еден пораток на Светска банка, од државата се иселиле половина милион граѓани. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.